Секторот за внатрешни работи во Струмица продолжува со организација на крводарителските акции кои што се наменети за вработените во секторот. Денеска ја организираме крводарителска акција во партнерство со Општинската организација на Црвениот крст од Струмица и службата за трансфузициона медицина при Струмица. Бројот на вработените кои што до овој момент имаат земено учество е на задоволително ниво, што значи овој пат припадниците на вработени во секторот за внатрешни работи во Струмица ја потврдуваат својата хуманост преку дарувањето на својата крв да спасат нечии животи. Истовремено можеме да кажеме дека ваквите крводарителски акции се организираат на 4 месеци и учеството на вработените во истите е на задоволително ниво. Значи денешната крводарителска акција е доброволна редовна крводарителска акција која што ја организираме според годишниот план за редовни доброволни крводарителски акции. Инаку оваа акција ја организираме како резултат на една добра соработка која што постои помеѓу Министерството за внатрешни работи и Црвениот крст на Република Македонија. Вакви крводарителски акции се организираат редовно во цела наша држава, значи во поголем број на градови, така и во Струмица, благодарение исто така на една добра соработка која што постои помеѓу Општинската организација на Црвен крст од Струмица, СВР Струмица и службата за трансфузиона медицина од Струмица. Редовно ги организираме овие доброволни крводарителски акции и тоа организираме 3 пати во текот на годината. Сите крводарителски акции можем да кажем се доста успешни крводарителски акции со доста голем број на крводарители кои што доаѓаат да ја покажат својата хуманост на дело, да подарат дел од својата драгоцена течност, да спасат нечи човечки живот, а за сето тоа добиваат само едно благодарам. Исто така сакам да укажам на тоа дека СВР Струмица како организација представува една организација која што со своите активности, со тоа што организира редовно доброволни крводарителски акции, помага во ширењето на хуманоста, помага во развојот и унапредувањето на крводарителската дејност во нашата општина и треба да представува пример за сите оние организации и институции во нашата општина кои што досега немаат организирано доброволни крводарителски акции, да и тие се вклучаат во организирањето на доброволните крводарителски акции и на тој начин помогнат во ширењето, значи, на доброволното крводарување, поради тоа што никогаш не треба да заборавиме дека една современа здравствена заштита на населението не може да се замисли без потребните количини на крв и крвни компоненти. Исто така не треба да заборавиме дека еден ден можеби и нам ќе ни биде потребно крв за лекување или некоја крвна компонента, а исто така и дека во секој миг некој човек чека на оваа драгоцена течност и нечи човечки живот зависи од оваа драгоцена течност. Јас дарувам крв од повеќе од 30 години, уште од средношколските денови. Сега мислам дека околу 70 пат, секоја година континуирано, на секои 2,5 до 3 месеци. И мислам дека тоа е еден од условите за здрав живот со физички активности. Апелирам до сите млади кои немаат здравствени проблеми да даруват крв, бидејќи тоа е и добро за собственото здравје. Меѓутоа е добро и за оние кои што имаат потреба. Кои имаат потреба. Тоа е една хумана димензија која пред се носи едно благодатно чувство за тој што дарува, бидејќи ти му овозможуваш некој да живее, да надмине одредени болести